Александар Македонски или воинот на конј. Овде на ова спомен обележје денеска не е дел од македонската историја, туку е споменик кој припаѓа на античката хеленска историја и цивилизација. По насоките на владата, од денеска практично влезе во употреба и спроведување одредбата или членот 8 од Преспанскиот договор со кој што треба да бидат поставени овие табле кои што ќе укажуваат дека спомениците кои што се наоѓаат во центарот на Скопје и секаде каде што е представено сонцето од Кутлаш се споменици кои што припаѓаат на античката цивилизација и историја. Откако од утрово работници ги ставија таблите по спомениците, граѓаните со неверување и револтирани од односот на власта велат дека по Преспанскиот договор на македонците им е одземено се. Травматично. Затоа што можеа се ни зедоа. Да можат и со гума да не избришат, мислам дека и со гума ќе не избришат и око нема да им трепне. Ова е срамота. Срамота е на оваа влада што го си дозволи вакво нешто. Голема стрека што не решиле да го рушат и да ги вадат, ипак е нештото да ги вадат ова знамето од Кутлеш амблеми. Тоа е пак подобро решение отколку ако ги вадеа тие. Сонцето од Кутлеш е веќе извадено, да речеме, од шахтите во другите споменици? Јас мислам голема глупост. Не би смеело тоа да се случи. Тоа ни случајно глупост од овие шахтите се вади тоа. Сонцето од Кутлаш од вчера со брусилица беше изгребано од капаците на шахтите каде беше истакнато ова обележје. По насоката на владата и општините треба овој историски символ да го тргнат од сите јавни места, но и да направат интервенции од знамето и грбот, кои во целост го имаат превземено 16 кракото сонце или пак варијации на оригиналот. Но не само во Скопје, и Битола и Прилепке треба да постават табли на спомениците на Александар Македонски и Филип II, со кои на граѓаните, но и на туристите, ќе им кажа дека ова се историски личности и споменици кои припаѓаат на античката хеленска историја и цивилизација. Со ова македонската влада го исполни договореното во Преспа, на кој инсистираше грчката страна, и ја промени историјата во која препознаваше редентизам.